Синот на заменик министерот за внатрешни работи не е виновен, друг неовластено користел полициски флешери, ама кој е тој се уште не се знае или барем полицијата не открива. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски категорично порача дека веќе било утврдено дека не е можно да возел синот на неговиот заменик и висок функционер во ДУИ Назим Буши. Денеска го утврдуваат колегите тоа да видиме кој возел, бидејќи мора да го утврдиме од тој што пријавува не кажува кој вози, нити има било какво сознание, го утврдуваме преку други механизми. Штом ќе издадат колегите со детални информации, ќе пратиме соопштение и ќе ги знаеме тие детали. Значи имаме возило, како? Може да се направи тоа исто. Не е можно. Не е можно, тоа е утврдено. Полицијата очигледно ги има сите информации, освен кој возел, иако од овој инцидент минаа веќе 3 дена, МВР се уште не знаеле кој нелегално управувал возило со полициски флешери, иако бил обезбеден и видеоматеријал од настанот. Ги обезбедија колегите сите снимки кои што ги имаме и од СИКСот и од другите можности да додаеме до информации, до податоци. Разрешница на случајот нема се уште, иако Спасовски најави дека ќе имало вчера. Сомнежи дека нешто се крие во овој случај фрла и тоа дека не беше објавен во дневниот полициски билтен, иако вакви случаи таму редовно се објавуваат. Во МВР откриле дека не станувало збор за возило во државна сопственост, туку било на приватна фирма. Се утврди патничко моторно возило Мерцедес, кое што не е сопственост на СОЗР, не е сопственост на Министерството за внатрешни работи и не е сопственост на било кој државен орган, туку е приватна сопственост на правно лице, на приватно правно лице, кое што се движило во тој период и според наши сознанија се упатило некаде во болницата Систина. Инаку во медиумите беше објавено дека човекот кој возел е синот на вториот човек во МВР, кој иако добил сигнализација да застане, не е застанал пред полициските службеници. Патролата повикала засилување, бркотницата завршила на качанички пат во Визбегово, а застанатиот по кратко време бил пуштен со образложение дека станувало збор за возило на СОЗР.